Но некаде и буквално овие звона, кои што ја објавуваат литургијата, оние кои што слушаат, ќе речат од кога не сум бил во црква, од кога не сум направил нешто кое што е во склад со моето исповедание на христијанската вера. Тогаш ќе почне човекот да размислува за тоа. Може би ќе дојде на тој начин до црква. Но сепак посилни звона се оние кои што се сведочат личносно. Било да е тоа од верниците, било да е тоа од свештениците. Кај мене доаѓаат луѓе кои што по-долг период биле во црквата, но и такви кои што се почетници. И тие кои што се почетници секогаш се донесени преку некој од тие што порано идат во црквата. Полно е бројот кога директно преку мене ќе дојде некој во црква, преку некој разговори, не знам, сме седнале негде на страна со луѓе кои што не се во црква, отколку на луѓе кои што се во црковени и разговараат, речеме, со своите колеги, со своите пријатели и по известно време и тие доаѓаат во црква. Сега работата тука има многу нешто. Некој доаѓа на вистина со покаяние, некој заради друга, тоа што е едноставно. И тука свештеникот треба да настапи многу мудро, многу внимателно. Како што не учи уште пророкот Исаија, опишувајќи го Христос, дека скршените трски нема да ги искрше и светилките кои треперат нема да ги изгасне, но ќе ги распламти и ќе ги зацврсти трските. Тоа треба да го прави и свештеникот. Многу треба да внимава како пристапува кон секој духовно чедо овде. Нема тука една мерка општа. Тука треба навистина Дух Свети за раководство и на свештеникот, а исто така и на духовното чедо преку поуките на свештеник. Дејќи светата тајна исповед е големо дело. Многу мине викаат повторно крштевање или повторно раѓање духовно, обнова духовна, очистување на изволканата облека која што сме добиле на крштенијето, бела и сјајна. Тука се чисти. И затоа треба подготовка. Таа подготовка, рековме преку разговор, некогаш доаѓа, но некогаш треба да се доработи од страна на свештеникот кога ќе дојде некој духовно чедо кај него. Не може просто да речеме, ти не си подготвен за причест и готово. Подготви се, па ќе се видиме. Туку треба да се разговара. Треба да се има љубовен пристап. Треба да се сака она што е светлина, да се сподели со оној кој што не ја спознал светлината. Треба да се сака она што е радост, да се даде на оние кои што се така. А таа радост треба да ја имаме пред себе. Ние внатре, во нас. Треба да имаме и личносно, но треба да имаме и како заедница, бидејќи кога ќе дојде некој нов член во црквата, треба да види нешто, што се случува таму. Треба да го подигне нешто. Треба да го поттигне, да го извади од унинието заради греот кој што го има во себе. Треба да види радост, треба да види и покаяние од оние кои што се тука присутни. Но пред се треба да види и радост. Бидејќи тој и онака е во тага, покаянието на другите не го разбира. Не разбира дека тоа покаяние носи радост. Не разбира дека се тоа таговни солзи за облекување во радост. Тоа не му е јасно, но сака да ја види радост. Сака да ја види заедницата, впрочем ваква, како што сме ние тука собрани. Немаат многу луѓе видено вакво нешто. Па за жал и ретки се овие настани.
Ете, и тука поттик за звона за духовно будење. Овие средби да бидат многу почести и помасовни. Навистина, тие кои што често пати доаѓаат во црквата, ако би имало многу вакви средби, не би можеле сегде да стигнат. И они си имаат фамилија и сето тоа. Но јас знам дека тие доаѓаат пред се побудени од радост, онаа која што, еве јас во моментот сега ја чувствувам, за да бидеме заедно со Христос посреди нас. Така, треба да сведочиме со сите овие работи кои што се собор и во кои што проявува радоста, во која што има милосрдност и активности, бидејќи не е само просто ние одека се собериме, да се израдуваме и да се појдеме полни дом. Треба да ги погледнеме и оние кои што имаат потреби. Треба да ги погледнеме старите, треба да ги погледнеме сираците. Треба да правиме хуманитарни активности, за да се поделат на одредени фамилии, и тие кои ќе го видат тоа, ќе го прослават Господа и ќе се помолат за нас. Верувајте дека многу луѓе кои што беа во една таква состојба и сме им помогнале на некој начин, скромно, не многу, му благодареа до бескрај на Бога и на сите оние кои што по нешто собраве, и ете ги дојдоа во црквата, не за да бараат помош, туку да се радуваат во радоста во која што и имаат учество и други. Затоа што милостињата е навистина големо нешто. Милостињата со љубов која се принесува, буди радост и кај оној што дава и кај оној што прима. И поврзува, изближува, и потикнува и на покаяние. Бидејќи со сведоштвото на милосрдноста, ние го разбудуваме оној човек на кого што му даваме. И тој со тек на време ќе почне да има еден поинаков светоглед на се она што го окружува. Дека не се виновни сите тие што имаат, а он нема. Туку едноставно ќе му благодари на Бога за она што го има. Некои имаат здравје, немаат пари. Некои немаат здравје и имаат пари. Може да си послужиме едни на други. Оние кои што имаат здравје да им помогнат на оние кои што немаат. Оние кои што имаат пари да им послужат на оние кои што ги немаат тие средства. И така натаму. Тоа е таа заедница која што треба да ја формираме ние, и тоа е вистинската жива црква во која што членовите на црквата се познаваат. Како што е дефинирана црквата, собор на живи и конкретни личности. Значи, конкретни. Сите ние се познаваме едни со други, а како се познаваме? Не само овде што седиме, туку што имаме и заемни работи. После ова седење, со помагање едни на други, со молитви, принесување за одредени работи. Пример, помолете се за тој брат и тајта сестра денеска прави операција или не знам што. И ред други работи кои што се од соборен карактер. И така целата заедница треба да се моли. И на ваков начин, на вакво едно присутување на заедницата, мнозина ќе го почувствуваат тоа како звона за духовно будење. И ќе придат во црквата Божја поттикнати и подготвени да паднат во покаяние. И сега еден втор дел од ова, кој што е практичен карактер, отец Боган доста кажа во тој дел. Рековне, доаѓаат кај нас луѓе кои што се подготвени, но некои кои не се подготвени. Има навистина луѓе кои што доаѓа со плач и веднаш седнува и го исповеда гревот кој што го бутнало едноставно. И си доаѓаат олеснети како од една, си заминуваат како олеснети од една цела планина. Ете, тоа е вистинско покаяние.
Но има и луѓе кои што, особено оние кои што се почетници, што дошле преку некого во црквата, просто не зна зашто да се исповеда. Тука треба свештеникот да поттикне, да посочи, па и да даде некој пример конкретен во некој ситуација. Да подсети од она што од искуство го има како актуелно грешење, а не се приметува. Да не говориме се конкретни работи. Па еве и да говориме, за тоа сме собрани. Пример, абортусот многу од жените го сметаат како за нешто што требало да се направи и готово. Не се свесни дека тоа е убиство на своето дете. Кога ќе се поразговара малку за таа тема, тогаш почнува покајанието да се раѓа. А до тогаш го немало. Може би ќе се исповедаат за нешто друго. Потоа има духовни чеда, да ги наречеме така, кои што доаѓаат и ја немаат онаа слобода за која што говореше професорот, која што треба да ја имаат христијаните. Христос не ослободи. Не робувајте повеќе, светиот апостол Павле ги учи своите духовни чеда. Помина старото, се е сенка, Христос е телото, до него држете се, и Он ќе ја даде слободата и ќе живеете во радост, мир и утеха. Кои се тие кои што не живеат во слобода? Оние кои што се свртиле кон земните грижи и оние кои што се склони кон суеверни работи. Ова второво е многу поопасно. И за чистење од таа рѓа на вистина треба многу. Тоа е како некое лошо задојување и понатака луѓето и кои ќе дојдат во црквата продолжуваат со тие работи. Пример, оче мислам нека комшија да ми фрдил нешто пред врата. Па и да фрдил, викам, што се занимаваш ти со тоа? Ти занимаеш со Христос. Моли му се на Бога. Ако имаш вера во Бога, самиот ѓавол да излезе пред тебе, се прекрстиш и да го побараш застапништвото Божјо, тој ќе исчезне како меурот сапуница ќе пукне. А ние се вртиме и правиме занеси по разни работи кои што ги прават другите. Молете за тие што прават така, Господ да им даде просветление и тие некогаш да се најдат во црквата Божја. А има многу такви. Слава му на Бога. Често пати и суеверието води кон вистинска вера. Тие луѓе се, така да речам, побожни, имаат некој страф од духовното, од Бога кој не го знае. И кога ќе дојдат, кога ќе се разговара, кога ќе видат суштината на духовниот живот, кога ќе го запознаат Бога како личност, тогаш тие почнуваат да се градат со вистинско духовно градиво и да имаат вистинска вера, пред се да имаат слобода, која што од Бога им е дадена.